112 повелата. Така е, Центар за итни повици, како можеме да ви помогнеме? Превртено запалено возило, ви треба брза помош, господина. Веднаш ќе бидете поврзан со доктор, кажете ми само локација каде се наоѓа возилото. Димче Мирчев. Бидете на линијава, поврзувам со доктор, не ми спуштете. Вака изгледа работната задача на операторите задолжени да одговараат на повиците на граѓаните на единствениот број за итни случаи 112. Северна Македонија го воведе овој број пред 3 години, со што наместо да се врти на посебни броеви до полиција, итна медицинска помош, противпожарна единица или Центарот за управување со кризи, сите повици се примаат на едно место, а потоа се пренасочуваат кон оној за кого е наменет повикот. Доколку било кој државјанин на било која европска држава транзитиран из Македонија или престојува во Македонија и има потреба од полиција, од итна медицинска помош или сака да пријави пожар во противпожарна единица, може да се јави на бројот 112. Од друга страна, доколку имаме државјани на Соединетите Американски држави, се затекне на наша територија во Македонија и има потреба од истите служби, доколку се јави на бројот 911, кој што е број за итни случаи во Америка, повторно самиот систем ќе го пренесе неговиот позив кон нашите оператори на 112 и тој ќе добие итна медицинска помош или полиција, доколку му се потребни, така што овој број ја го олеснува барањето на помош и на македонските државјани и граѓани, но и на сите останати кои што живеат или транзитираат низ нашата држава. Ангелов вели дека се соочиле со бројни предизвици при воведувањето на овој единствен телефонски број за итни случаи, но и признава и дека дневно добиваат илјадници лажни повици. Нашите оператори, меѓу другото, дневно ловат повеќе од половина лажни или непродуктивни повици, бидејќи често се случува граѓани од незнаење да се јават на бројот 112 за работа која што не ги ја исполнува дефиницијата на итен случај или да побарат некој медицински совет, нешто што ќе го држи зафатен докторот од итната медицинска помош неколку минути, а можеби во тој момент некој друг човек ќе се соочи со реална опасност и може да го загуби животот или да претрпи сериозна штета по неговото здравје. Ловиме, би рекол, психопати, луѓе кои што се јавуваат од психопатски мотиви на бројот 112. Се случува често да се јават на бројот 112 луѓе кои што ги проверуваат нивните мобилни телефони, но сите тие повици ние ги ловиме и ги задржуваме. Продуктивните повици, граѓаните кои што имат реална потреба од итна медицинска помош, полиција, противпожарна единица, Автомото, Сојуз или други случаи кои што ги работи секторот за операции и координација на ЦУК, ги фаќаме и ги пренасочуваме оному каде што е потребно. Покрај пријавите што стигнуваат од страна на граѓаните на телефонскиот број 112, повици доаѓаат и директно од самите смарт телефони, паметни часовници или автомобилите во случај на сообраќајна несреќа, што им помогнало многу пати на екипите на Центарот за управување со кризи да спасат човечки животи. Имавме во неколку наврати несреќи кога унесреќените луѓе во сообраќајната несреќа не побарале од паника, од повреда, не вртеле на 112, самото возило или телефонот ги поврзува и истите беа изненадени кога таму пристигнува брза помош или полиција, бидејќи ние слушаме што се случува во возилото, слушаме лекање, повици за помош, но на луѓето може мобилниот да и падне, да не може да го најдат. Самиот автомобил, некогаш смартфонот поврзува овде. Од друга страна, со притискање на страничното копче за вклучување и исклучување на мобилниот, со панично стискање 5-6 пати, гледате, и сега ако мене ми е подесен да задржам 3 секунди и потоа системот поврзува без да зборуваме. Ако некому дома му влезат крадци и сега веќе ја гледате и локацијата од која што јас се јавувам, сега благодарам, извинете, тоа бев јас. Значи може да се случи во некој стан да влезат краци, луѓето да се сокријат и да се исплашени, само да стиснат панично и ќе ги поврзи овде. Ти не треба да зборуват. Нашите оператори гледаат дека нешто се случува и веднаш праќаат полиција. Националниот центар за итни повици работи 24 часа, 7 денови во неделата. Освен на македонски,
Граѓаните со операторите може да разговараат и на албански, турски и англиски јазик. Незир Шерифи, кој е одговорно лице на смената, вели дека речиси секојдневно добиваат интересни повици, а еден од таквите го раскажа пред камерата на Гласот на Америка на македонски. Значи интересен повик сега, има многу такви интересни повици, имавме еден колега тука што беше одговорен на смена и јавуваш пријавува кражба на својот стан и ние одма превземуваме ситуации и у таа проблематика дознаваме дека истата адреса е со одговорниот на смена и одма дознавме дека кратците влегле и кај него. Единствениот европски број 112 функционира во земјите од Европската Унија, но и земјите аспиранти кои сакаат да бидат дел од европското семејство. Во просек, операторите добиваат по 3000 повици дневно, а освен во главниот центар во Скопје, повици се примаат и во останатите регионални центри во Тетово, Битола, Штип, Велес, Охрид, Струмица и Куманово. За Гласот на Америка, Мартин Николовски.